Африка. За мен ова ме подсетува на Африка, не верувам дека дури и во Косово има вакви работи. Она што ние како партија го доживуваме последните недели, не сум го очекувал нити во моите најцрни прогнози. Ние секојдневно како политичка партија сме предмет на напади од владеачката партија, а некаде од опозицијската СДСМ. Предничи владеачката ДПМН. Јас не знам зошто толку се исплашени, не треба да се плашат сите членови на ДПМН, најголем дел од нив се честни луѓе кои што се во таа партија. Ние зборуваме дека правдата ќе ги стигне оние кои што ја раководат таа партија, кои што ја грабнаа партијата од народот. Јас бев член на ВМРО ДПМН од 90-та година и сум горд на тоа, јас секаде го кажував тоа. Веќе со години не сум член. Јас кога се зачленив во 90-та година во ВМРО ДПМН, се зачленив поради идеологијата, не за ваква партија која што ќе се грижи за грабеж. Така и претходната влада на ВМРО ДПМН 98-2002 се изнаслушавме на приказки како парите кои што ги крадеа биле за партијата. Па каде се тие пари што ги крадеа за партијата? Сега ги слушам истите приказки. Честните ВМРО-вци не треба да подлегнуваат на уцените од највисокото раководство, за да понатаму тие ги пренесуваат насилствата и уцените врз другите луѓе. Оние кои што се на врвот, нека остават народот сам да одлучи. Овој народ е доволно способен и доволно искусен сам да одлучи. До кога тие ќе му кажуваат на народот како да гласа? Да му кажуваат како да гласа со насилни средства, со закани дека ќе бидат избркани од работа, ќе бидат казнети на најразлични начини, буквално стравот царува насекаде. Еве, денес имавме притисок кога во Пробишти председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН повикал наш активист и му кажал благовремено да излезе од достоинство, бидејќи во спротивно после изборите ќе имал проблеми. Јас му се јавив на тој господин председател на општински комитет и го прашав што сака со тие зборови да каже, бидејќи тој е директна закана. И ние тој случај ќе го пријавиме во текот на утрешниот ден во ОПСИ и во сите други релевантни институции во Македонија. Ова ни е еден од десетици напади само последната една недела. Дали ова предизборие наговестува дека и изборниот ден ќе биде лош по Македонија? Мора кажам дека оние да се биде или да не се биде, ако сега доживеем дебакл на изборите, ако имаме навистина не само нефер, него и многу полоши избори, дека по моје мислење тоа би било и крај на нашите аспирации према Европа. Мислам дека овој пат ние ќе успееме да спасиме тоа што може да се спаси како политичка партија. Интензивно работиме на подготовка на наши луѓе кои што ќе бидат на сите гласачки места. Се разбира, не во албанските средини, таму ние немаме потреба да имаме наши наблюдувачи. Така. Она што го подготвуваат СДСМ и ДПМН е срамно за државата. Ги фатија списоците на СДСМ со 5 најсилни момци, па се обидуваат да го излажат народот дека мислеле на најсилни интелектуалци. Мислам, народот не е толку наивен. Се знае кој е најсилен човек или најсилни момци кои се. Не може нечија мајка или сестра да биде најсилно момче. Тука веќе имаме подготовка на терен за насилство. Од друга страна, она што го направи ДПМН со оние списоци, поради таква работа треба изборите да бидат одложени. То треба меѓународната заедница сериозно да се позанимава. Тоа е срамно за оваа држава. Овие исплашени кукавици до кога мислат да му се закануваат на народот. Утре кога ќе изгубат власта нема да можеме да ги најдеме во глувчешка дупка. Сега се многу силни, уште ги користат институциите на системот. Ама нема тоа да биде вечно, еден ден нема да ги имат институциите на системот. Јас сум обичен граѓанин, немам никакви институции на систем во мои раце, кажувам слободно што мислам и не се плашам. Нека излезат машки, нека кажат. Тие почнаа да се закануваат на жени. Во текот на вчерашниот ден сопруга на наш кандидат на листа на достоинство во 6-та изборна единица и се јавили и се заканиле дека веднаш ќе биде избркана од работа доколку не го биде низиниот маж да излезе на пресконференција на која што ќе каже дека излегува од достоинство, се враќа во ДПМН. Кукавици! Човек со срце, еден джентлмен не го прави тоа, се закануваат на жени. Нека бидат мажи, нека дојдат на мене, нека се заканат. Зошто се силат на обичните невини луѓе таму кои што ги начекаа, живеат од луѓето, јас ги разбирам, тие живеат од таа плата, од таа екзистенција. Мислам, јас сум крајно револтиран и ако вака продолжат, ние ќе преземеме мерки. Зборам за законски мерки, ќе ставиме по 20 луѓе секаде. Тие се обидуваат уште сега да активираат целата полиција, армија, бидејќи нашето членство, она кое што е најдобро и најподготвено работи во тие институции, ќе бидат тој ден на работа. Нам ни требат наблюдувачи кои што само ќе гледат и ќе има телефон да се јават. Не ни требат силни момци, ама сепак ни требат луѓе кои што нема да се исплашат да побегнат.
Оти јас сум бил сведок на многу такви несакани работи и знам како функционират. Да се надеваме дека нема да се случат никакви инциденти на Не, јас на морам, самите нема да избори. се случат инциденти, бидејќи тоа ќе биде крај за Македонија. Ако едната страна од овие двете големи, од ДПМН или од СДСМ, посегне по насилство, другата ќе возврати. Меѓу нив нетрпеливост отиде на предалеку. На едно место ако имам инцидент, тоа ланчано ќе се пренесе на целата територија на Македонија, може да биде крај за државата. Дали таа нетрпеливост е меѓу партиите или меѓу водачите? Ајде мало да се сетиме во изминативе 2 месеци, ајде Никола, ајде Бранко, ајде Никола на избори, ајде Бранко на избори. Ама И цела ова сега Проблемот е што тие се кријат зад нивните партии или зад институциите. Ако се толку мажи, нека се видат така како луѓе, нека поразговарат. Па не е греф луѓето да имат различно мислење. Тоа е нормално, тоа е демократски. Меѓутоа тие омразата која што ја има меѓу нив, тие ја пренесуваат понадолу во хиерархијата. А луѓето кои што се зависни, кои што добиле работа од ДПМН или од СДСМ и кои што мора да покажат лојалност не затоа што многу го сакат лидерот или оти се согласуваат со него, затоа за да задржат онаа бедна екзистенција која што имат. И тоа во пирамидата се пренесува до најдолните скалила. И тоа е запрепастувачки успешно во овој момент. Меѓутоа, можеби тоа е последица и на робскиот менталитет на македонскиот народ, кој што за жалки дел од народот се уште преовладува. То дали се должи на 550 годишното турско робство или не знам на што, меѓутоа факт е дека македонскиот народ, еден дел од него има робски менталитет. Затоа и такви се нашите изреки. На ведната глава сабија не ја сечи. не знам, многу луѓе ќе ви замерат на такво нешто мислење дека имаме таков робски менталитет. Сите наши политичари викат народот е наш силен, паметен, амбициозен и слично. Не, ние имаме проблем како народ. Јас ќе ве потсетам на анегдотата со турчинот и македонецот со кубурата. Кога турчинот многу го малтретирал македонецот и кога му паднала кубурата, пиштолот, турчинот го прашал: "Дорове македонче, зошто ја носиш оваа кубура со тебе?" Па ага да ми се најде за црни денови, па имали подсран ден од овој цел ден, да не ја кажувам вулгарна е целата приказка. Меѓутоа факт е дека на крај доаѓа до собирање на гневот и на бесот и до една експлозија. Јас се надевам дека нема да го пробудат кај македонец она за спаното, дури тогаш ќе биде страшно. Се надевам дека нема да дојде до таква ситуација. Не, до тоа не верувам никоде дека ќе дојде. Кажи ми да не се Не викате два пати, тоа да се надевам познавајќи го македонскиот менталитет, луѓето се на граница, барем поголем дел, оти тоа е исто синџиреста реакција. Ако тргне од едно место, после не може да се контролира. На луѓето на вистини е смачено, луѓето немат пари да го поминат месецот, немат пари да купат храна, памперс за малите деца. Тие што имат повозрасни деца немат пари да ја дадат за сендвич, да ја купат книги, облека. Кај луѓето достоинството е згазено и тие трпат и во еден момент тоа може да пукне. Оти ние гледаме некои убави реклами колку тоа многу е убаво во Македонија.